Обвинителниот акт за пожарот во Кочани одобрен во целост. Советот за оцена на обвинителен акт при Основниот кривичен суд Скопје, постапувајќи по обвинението поврзано со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, по исполнување на сите законско предвидени услови, донесе решение со кое обвинителниот акт се одобрува во целост. Со оглед дека станува збор за обвинителен акт во кој има 37 обвинети лица, кои имаат 33 бранители, беше исклучително тешко да се достави обвинителниот акт до сите нив, особено од причина што на голем дел од нив мерките притвор беа заменети, па во моментот на достава председателот на Советот за оцена имаше пречки за да може да утврди кој обвинет, каква мерка има и каде се наоѓа, за да може да се изврши доставата. Особено потешкоти имаше и доставата на делот на бранителите, на кои покрај тоа што им се најавуваше терминот на достава, сепак истите не беа пронајдени во нивните канцеларии. Доставата ја вршевме преку судски служби на Основен кривичен суд Скопје, се со цел да не се одолговлечи истото доколку оди по редовна пошта, велат од кривичен. Дополнителен проблем при доставата се јавила поради тоа што во првично поднесениот обвинителен акт, пред истиот да биде доуреден, не биле целосно наведени личните податоци на обвинетите од страна на Основниот суд Кочани, како и решенијата за адресите каде се издржува мерката куќен притвор, што дополнително морало да го проверува кривичниот суд. Но и покрај сето тоа, како што велат од кривичниот суд Скопје, во целост ја имале предвид сензибилноста на постапката, јавниот интерес и пред се чувствителноста на над 250 оштетени лица и семејства на починатите во пожарот. Токму заради тоа, кривичен на најефикасен начин се обидел да ги исполни сите законски обврски и да го оцени актот во предвидениот законски рок. Советот за оценка донесе решение на 3 октомври 2025 година, со кое го одобри обвинителниот акт во целост, пошто се оформи кривичен предмет. Предметот е распределен кај надлежен судија за понатамошно постапување, а за сите понатамошни процесни дејствија поврзани со конкретниот предмет, странките и јавноста ќе бидат известени, велат од кривичен.